негде 30, 40 до 50.000 евра кои што треба да ги платиме на дрвокраците за штета, практично за чување на возилото што седело во складовите на јавното претпријатие Македонски шуми. Веќе во изготвување едно ново законско решение кое што очекуваме да се најде пред собранието, пред пратениците во собранието некаде во март месец 2025 година. Претходно се разбира ресорното министерство ќе го закачи на ЕНЕР, односно на електронскиот портал на владата на Република Македонија за сите граѓани да може да го видат и сите заинтересирани страни да може да го искоментираат токму тоа законско решение. Инаку сметам дека прво и основно што ќе понуди тоа ново законско решение, се надевам дека такво нешто ќе има, тоа е системот за контрола и превенција од ваквите појави да биде на едно место. Значи да имаме еден центар од кој што ќе се контролираат шумите. Иницииравме во претходниот период една многу поинтензивна меѓуинституционална соработка помеѓу Министерството, помеѓу Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, па вклучувајќи ги јавните обвинителства заради сериозноста на кривичните дела и штетата материјална која што ја имаме. Се проценуваат на милионски износи штетите годишно кои што ние ги имаме токму од бесправната сеча на дрвната маса. Така да, од аспект на Собраниската комисија, ние тоа го разговаравме и на претходните средби кои што ги имавме, ние особено ќе се интересираме, пак повторно зборувам, за сите пратеници, заради тоа што сакаме во тој правец да ги средиме работите. Покрај она што го збориме со целосната реорганизација и трансформација која што треба да ја имаме и за која што лично сметам дека треба да оди во правец на формирање на агенција за шуми, издвојување на шумската полиција од Министерството и трансформација на националните шуми по сите анализи, документи и законот кој што веќе е подготвен. Јавното претпријатие Македонски шуми ќе воведе електронска испратница. Системот е веќе направен и планираме од март да го тестираме истиот, да не постои веќе хартиена испратница и злоупотребата, пишување на помала кубатура, не пишување на време, зголемено време за од пристигнување од една до друга дестинација, испратниците во 4 примерока, на едниот примерок пишува една кубатура, на следниот примерок пишува друга кубатура, а истата испратница е малтене, со електронската испратница која што ќе се евидентира точно од кој оддел е дрвната маса, каков вид на дрвна маса има, кој е превозникот, која е дестинацијата, сметам дека ај сега да не бидеме толку оптимисти, меѓутоа 90% од сите овие нелегални активности ќе се намалат и ќе се доведат во некоја нормална состојба. Предвидено да се направи и шумски информативен систем, каде што и овој систем за следење на дрвната маса, и одредени процедури ќе бидат на едно дигитализирано ниво и тоа мислам дека ја олеснува работата и го подобрува работењето во целото шумарство од многу аспекти. Во одредени студии кога се правеше тој системот за следење на електронското следење на дрвната маса, е намалување на илегалната трговија, илегалната сеча, илегалната трговија со дрва за некаде 70-80%, што ако земеме во овој момент дека ние некако скришно разговараме во некои наши кулуари, меѓутоа тоа е еден бизнис од 10-20 милиони евра на годишно ниво,
тоа би се намалило и тие пари би влегле прво во јавното претпријатие, а понатака преку плаќање на соодветни даноци би влегли и во државата и за други ставки би биле тие пренаменети. Изминатиот период и Реформ ги имаат податоциве дека, да не речем, ајде 70% од луѓето се снабдуваат со нелегално дрво, 30% е само легално дрво, како процент е огромен, и 50-50 да е, пак овие луѓе се, ако не овозможиме јавното претпријатие да им обезбеди легално дрво, ќе бараат решение и ќе бараат други начини и форми да се снабдат со огромно дрво. Самата едукација што ќе ја направиме, поточно самото информирање на луѓето, ќе сметам дека ќе доведе до едно канализирање на целата постапка и упатување во институциите кај што можат да се снабдат со легално дрво. Таа категорија на луѓе едноставно ќе може да се снабдат по поевтина цена со огревно дрво, затоа што цената на огревното дрво од селските сечи не е иста со цената на која поминала повеќе фази. Луѓето најчесто во руралните средини и во изминатиот период биле опремени за да си пресечат за сопствени потреби дрво, да си направат транспорт, да не ги плаќаат овие фази затоа што тие имаат малтене одредени средства за да си ги завршат овие активности. Покрај селската сеча имаше предлози, меѓутоа се уште не сме ги додефинирале овој во измените на законот, за можност за снабдување на локалното население. Често се преклопуваат надлежностите на шумската полиција, на шумарската служба во национални шуми, на Министерството за внатрешни работи, кога ќе се најдат на терен, и тој сегмент е еден од сегментите кој што не функционира, и заради статистиката која што ни кажува дека имаме над 300-400 кривични приеми, меѓутоа исходот го немаме. Затоа треба да работиме сите заедно со истражителите, со обвинителствата, се со цел да многу навреме, многу координирано, меѓутоа ние отворивме и разговори во делот на казнената политика, во делот на висината на казните, односно многу построги треба да бидат казните и не да се пишуваат казни по закон за прекршоци, каде што се минимални казните, а добивката на оние кои што се решиле да бесправно да се шета е голем. Потребна и помош од судовите, бидејќи ние до сега немаме, не сум сретнал, не сум слушнал некој да е осуден за подметнување на пожар, не е осуден некој за фатен во илегални активности или осуден со некоја ситна парична казна, која што не представува никаков проблем за тие девијантни действија. Се разбира дека очекувам измени на кривичниот закон, можеби, во кој што не во самиот закон за шуми, но и на кривичниот закон, во кој што ќе се предвидат посериозни санкции за сторителите на дела кои што се сега прекршочни, а тоа е сеча, нелегална сеча на шуми, дека сега би се трансформирали и би влегле во кривичниот закон, за да на тој начин преку една зголемување на санкцијата би се демотивирале сторителите да не вршат таква нелегална сеча на шуми, која што е пред се и од еколошки аспект, но и од сепак шумите се ресурс, односно богатство на сите граѓани на нашата држава, не само на поединци. Воведувањето на систем за следење на случаите во судовите достапен за јавноста би ја зголемило довербата.
активна соработка со обвинителството и судовите за побрза и ефикасна завршница на случаите, како изголемување на казните за сторителите. Дополнително, планирање на засилени патроли, користење на дронови и сателитски снимки, како и ангажирање на повеќе шумски полицајци на терен може значително да ја зголемат ефикасноста и одговорноста. Се испостави дека најголем дел од сите действија кои што се случуваат со нелегалните сечи се вклучени и луѓе кои што се вработени во јавното предпријатие. Тука морам да кажам дека и дел од инспекториве се вклучени во сите овие активности, не на спречување, туку на подражување на нелегалните сечи. Меѓутоа, како Министерство за наредна година имаме одредени средства предвидено прво да направиме обезбедување на шумската полиција со основните ресурси, возила и друга пропратна опрема која им е потребна за излегување на терен.